You better watch out, you better not cry, you better not pout, and I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Добре ни дојдовте, народе, во најновото издание, новогодишно, специјално само за вас. Денеска на мое огромно задоволство ја имаме ексклузивно актерката, мултиталентираната актерка Димитрина Мицкоска. Димитрина, добре ни дојде во Редкаст. Добро ве најдов, Кирил. Едно дополнување, сега сум и плюс Трајковска. Тоа секогаш го заборавам и сама. Ама ете, не, јас заборавам да кажам на време. Фала на поканата и сум супер новогодишно расположена. Да, ти дадовме малце реквизити дека е ова новогодишна емисија, нели веќе од наредната година ќе се пресоблечеме и ќе бидеме повторно нормални. Ако сакаш можеш да ги симнеш на очарите ако Одма. Ти пречат и ја, да не изгледаме како елфови џуџиња. Димитрина, ти си навистина едно исклучително талентирано девојче, би рекол, се уште те гледам како млада личност. Нема да те прашувам за години. Не ми е проблем да кажам. И јас се осеќам многу младо, онака како тетките кога викаат, јас не личам на своите години, ја имам 33, сега уште месец и пол, ке правам 34. Ама така се чувствувам многу помладо и веројатно затоа што цело време можда и на факултет бев со многу помлади, така се навраќав цело време година наназад и се осеќам убаво и младо. Мислам не дека се 33 премногу години, ама Ајде да започнеме вака. Како ја започна својата кариера во актерството и што те натера да се бавиш со оваа професија? Епа вака. Еднаш многу одамна, 2000-те или 2001 ми се чини, во Прилеп, јас сум од Прилеп, во театарот Војдан Чернодрински имаше отворен кастинг за деца за представа Оливер Твист. Сега ќе се навратам пред тоа, пред да се случи тој кастинг, бев на една представа за деца, не знам дали ме однесле од училиште или ме однеле моите, не сум сигурна, ама баш ја паметам представата, рок-н-рол за деца, ми се чини се викаше. Им ги паметам костимите, така беа со црни сакоа, бели кошули, капчиња, кабаретски стапчиња и дури песничката уште ја памтам, ми е врежана во главата. Рок-н-рол, игра жива. Нешто беше како некој мюзикал за деца. И се сеќавам дека ги гледав и си посакував да можам да го правам тоа и да сум таму. И веднаш после тоа се случи тој кастинг во театарот за деца за дечињата во сиропиталиштето на Оливер Твист. Се работеше представата Оливер Твист. Бев на тој кастинг, ако не се лажам, бев со една рецитација, егејска песна на тој кастинг и последниве денови многу ми се врти во глава таа песна, се присеќам на неа. Како ја научив таа песна, сега ги мешам темите, ама така ми доаѓаат и мислите. Мајка ми имаше на тетрадка црвена и на првата страница имаше стихови од Ацо Шопов. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Мајка ми била љубител на поезија, си ги запишувала убавите стихови што ја оставиле в печаток и така, егејска песна беше на тие страни. Се обидував да ја гуглам на интернет, не можам никаде да најдам, не знам ни од кој автор е. Ама тогаш мајка ми ја читаше и длабоко ме трогнувала поезијата уште од тогаш. И некако си ја засакав и со таа песна аплицирав на тој кастинг и не избра неколку деца, па можда над 10 деца, не знам, баш бевме повеќе деца. И уште од тогаш сум била веројатно 5-то одделение, почнавме да работиме во театар со професионални актери, со професионални режисери. Ние бевме деца кои што сме аматери, меѓутоа работевме навистина професионално, посветено, почнав да ги учам уште тогаш сите битни работи за театарот. Дури би рекла дека тој период од 5-то па се до средно, до 4-та средно, ми било многу поголема школа за театар, отколку после што ми се случувало тоа. После играв едно од децата во сиропиталиштето на Оливер Твист, после тоа
Мислам дека беше Снежана и седомте џуџиња и го играв огледалото. И баш сега, тоа што ти зборував дека викаат нели ако ти е тешко некогаш во животот види го детето што ја играло тревата во некоја представа, имаше таква една слика, е така јас огледалото го играв. Ама беше многу интересно тоа. Па мора од негде да се почне. Да, па малецка сум била и без искуство, ама беше баш супер. Стоев позади едно стакло, кога ќе се осветлеше, се појавуваше мојот лик. И бев некако во средина, поголемата група на деца кои што се занимаваа со театар, беа 3-4 години постари од мене, а другиве пак кои што ги играа во Снежана џуџињата, сега сме генерацијски блиску, меѓутоа во тој период кога си веќе тинејџер, се осеќаше голема разлика и јас бев задолжена да ги чувам џуџињата позади, додека тече представата да се сите мирни. Знаеш, бев како поголемата дадичка која што немој да галамите тука, сега немој да тропате. Подоцна едно од џуџињата, кое што сум го чувала, ми стана во класа колега. Ја викам маш ти стана. Не, маш ми е економист, нема врска со уметност, тој ми е Само да те прекина малку, кога зборуваш театар за деца, бидејќи спомна дека си од Прилеп, во Прилеп има театар за деца? Не, тоа е театарот, самиот театар во Прилеп, на театарот. Тој е детски представи во склоп на театарот, Војдан Чернодрински. Ме збуни малце, за. Не, театарот многу убаво функционираше што им даваше шанса на млади луѓе кои што се, мислам дека и сега уште е така, дека има доста активности да приклучуваат луѓе кои што сакаат да се занимаваат со театар и да учат, имаат работилници и случувања во самиот театар, меѓутоа тогаш беше така понагласено тоа. Бевме една голема екипа, сега сите мои колеги се веќе дипломирани актери, Александар Степанулевски, Катерина Чакмаковска, Димитар Црцоровски, Никола Настески, да не пропуштам некој, Огнен Јанески е исто ТВ лице. Да. Сите на некој начин имаат јавна професија и се занимаваат со глума или Огнен стана новинар. Па да, добро, Прилеп е познато место како расадник на уметници, таму има доста и од старите бардови доаѓени на македонското глумиште. Да. Епа јас сум имала приликата да работам со нив од дете и да учам од нив. Да учиш од недобрите. Да. И секогаш ја има таа енергија во театарот на колективност, на подоцна во други театри, секој станува поединец и звезда, меѓутоа во театарот во Прилеп ја има најмногу, ми се чини таа сплотеност. Најмногу се работеа такви представи колективни, со убава колективна енергија. И тоа научив дека многу е битна партнерската игра, дека многу е битно да си помагаш еден со друг, а за станување индивидуалец и после одделување како звезда секогаш има време. Најбитно е да знаеш да соработуваш. Така. Кога сме веќе кај театарот во Прилеп, дали го реновира или уште прокиснува тие кровови? Знам дека се бунеа како некој вид на штрајк направи актерите таму, тоа беше лани или прехлани? Тоа се влече со години, ветуваат нова зграда, нов театар, дека има некој проект се зборуваше, меѓутоа не знам пред колку години јас бев на еден состанок со еден градоначалник кога се договараше тоа, потоа се сменија други градоначалници, никогаш театарот не се... Јас го сакам тој театар, не знам, шиба промаја, тоа е старо, такво, да, реновирано е, не знам, тоалетот, некоја гримјорна, можеби. Мувла ти капе на сцена, играш и врне дошт. Специјални Можда не буквално така, ама е навистина старо и треба промена. Заслужуваат сите да работат во нормални услови во ново, меѓутоа дури такво старо и никакво, мене кога ќе влезам има еден мирис кој што ме враќа на детство, на убави, мислам тоа ми се на убавите моменти таму, на убавите искуства, таму практично сум растела и сум доживела на убави работи. Мене тој театар таков каков што е, сите со фатени кичми од промаја и од се, меѓутоа некако те поврзува таа енергија таму. Ти дипломираше во класата на Мими Таневска. На Мими Таневска, која година заврши? 2015 завршив. Мислам дека 9-та година сега веќе ќе биде како имам дипломирано. Тоа сакав да те прашам, дали си вработена? Не сум вработена. После 9 години, а дали аплицираш, дали одиш на тие? Аплицирам, да. Сум поминала доста кастинзи. Работам
Оваа година особено ми беше плодна, работев на сите страни, буквално имам обврски, среќа сестра ми поклони еден планер лани за нова година и така си запишував што кога треба и кај треба да одам и среќа тоа што ми помогна затоа што од Сабајле тргнувам на една обврска, потоа во 2 трчам да стигнам на друга обврска. Во 6 имам проба и кога ќе се приберам дома некогаш се случуваше да имам и онлайн проба. И сето тоа доста активна, меѓутоа ете не ми се брои како стаж. И си викам еден период тоа многу ме родителите знаеш, ајде да се вработиш и тоа ти прави еден притисок дека ти треба да си вработен, дека ти фали таа стабилност за плата и се. Меѓутоа решив дека нема да се оптоварувам со тоа, кога ќе дојде време за пензија, ќе му ја мислам тогаш. Сакаш да кажеш дека воопшто не планираш да се вработуваш? Не, ја баш би сакала да се вработам, меѓутоа се ослободив од тој притисок дека морам да се вработам, затоа што сум зафатена, имам работа, имам проекти, сега имам слободата да бирам дали сакам да работам на овој проект или не. Би сакала навистина да влезам во некоја институција, да ја имам таа сигурност. Заслужувам, например, да одиш на проба или на представа и својот ментален капацитет да го искористиш само во таа насока во која што треба, а не како сега, како независен театар, кога одиме и сами ја склопуваме сценографијата, штрафиме, па ја составуваш, па како ќе заврши представата, па ја собираш сценографијата, па после мислиш како да ја транспортираш, каде да ја чуваш, па бираш костими, па костимите ги купуваме сами, значи немаш костимограф кој што затоа што си секогаш ограничен со буџет, па најчесто шуткање, пазарот каде што ние си ги бираме костимите затоа што е ефтинко, интересно можеби имаме многу доста добри парчиња од шутка за театарски костимчиња. И тоа да, ти викам не се оптоварувам со тоа дека мора да се вработам. Прифаќам дека се што ми се случило досега ме донесло до оваа точка до каде што сум сега со причина. Меѓутоа сакам да дојдам на проба, на представа и само да се грижам за својата работа и да не мислам на сценографија, на костими, на транспорт и на се останато. Еве ние како добри домаќини од екипата на Редкаст ќе ти подариме еден планер. Леле! Затоа што си премногу зафатена и Фала! дај Боже да си го полниш таму со многу Да, баш настани. бирав планери од каде да си земам сега. Навистина ќе ми се најде, фала. Така, спомнавме дека си млада, меѓутоа имаш премногу искуство позади тебе. Би сакал да те прашам кои се највпечатливите улоги што си ги имала досега и да речеме оставиле некој белек кај тебе. Да. Сега ќе се навратам малку на приказната како почнав во театар, затоа што така е малку и подолга. Како почнав со тие представи со Оливер Твист, па Снежана и седомте џуџиња, па следно беше Петар Пан. И веќе не видоа режисери кои што работеа во Прилеп или гледале представи. И така цела екипа, таа што бевме млади, уствари да, прво ме викнаа поголемиве, кои што беа овие што ги спомнав, да работиме заедно ММЕ кој прв почна. Го работевме тој текст, работевме некаде 4 месеци. Знам дека беше овој период некаде околу Нова година, славевме Коледе во театар, во репетициона покрај Пампур, седевме до рано наутро. Затоа викам дека ми биле тоа едни најбавите искуства, затоа што ние на Нова година игравме мафија заедно, се дружевме ептен. Не работевме затоа што мора да се сработи, затоа што те брка рок, туку работевме со огромна љубов. Ја направивме ММЕ кој прв почна во режија на Кирил Петрески. Имавме исто награда на фестивалот во Кочани, на аматерскиот фестивал. Дали за иновативна представа или не се сеќам каква беше наградата, меѓутоа тоа беа така убави достигнување тогаш. И таа представа ја гледаше професорот Владо Цветановски, кој што беше Бог да го прости професор на факултетот за драмски уметности. И тој не зеде цела екипа млади во негова представа. Совршенство или смрт ја работеше во Прилеп. Тоа беше една огромна представа со многу актери. И тогаш игра мојата професорка Мими Таневска, која што подоцна ми стана професорка, професорот Кирил Ристовски.
И ние сите млади, многу интересно. Така им се останат уште некои слики, пеевме, имаше некоја бугарска војска, не знам, српска војска. Интересно, таква баш беше убава представа. И сега, кога ќе ти тргне, возот кога ќе тргне од ден на представа, се си носи друга. Еден проект си носи друг убав проект, така ММЕ ние донесе Совршенство или смрт. Потоа дојде да работи еден режисер албанец, Адонис Филипи. Повторно не зеде цела екипа, па работевме Абсурд кај него. После со кого работевме? Бранко Брезовац беше следно. Антица, тоа беше исто една интересна представа која што ја носевме и по фестивали, ја игравме и во Загреб, ми се чини. Сега збориме сето ова на сето е ова, аматерски план. да, додека јас сум била младинец, средно, тинејџер. средно, да, Так. средно. Так. И значи сум работела со режисери кои што се прочуени имиња. Ме запрепастува система Вуку да работи некој млад човек пред да почне да студира. Ја имавме таа среќа. Сите Секоја тие чест. што бевме таму, ја имавме таа среќа. Веќе во тој период некои од колегите тогаш се запишаа на факултет и ми раскажуваа како им е таму, како работат до доцна наутро, како ги спремаат испитите, како ги работат представите и сето тоа ме воодушевуваше, мене едва и чекав. Во тој период не ни мислев дека ќе одам на ФДУ. Јас едно време сакав да бидам учителка. А ти стои Да. вака? Да, кога ќе ставам на очарите, Дикција не сум имаш научар. и литературно Да, ма знаме да бидам многу така авторитативна и да се плашат дечиња од мене. Строга. Да, често другариве кога сме заедно и ако некој од децата не е мирно, знам да сржам јас, ајде, готово, тишина. И така ме слушаат, имаат страф од мене. Се разбира во прилог на родителите да не морат да се мачат, јас да ги доведам во ред, така ми било полесно да некогаш да бидам полош отколку да бидам помеката јас. Так, Димитрина, сега зборуваме цело време за театар. Ајде малку да се свртиме од другата страна, седмата уметност, филмот. Имаш ли некој искуство со снимање филмови, улоги во истите, или не, и зошто не, и Да. зошто да, и некое пријатно или непријатно искуство? Кога станува збор за филм, помало ми е искуството. Сум имала неколку проекти со малечки улоги, да речем, споредни, епизодни. Прво, може би ми беше краток филм на Ана Јакимска, или Јакимова, да не грешам. Лавирин се викаше филмот. Потоа имав исто малечка улога во овој новиот филм на Игор Алексов, Лена и Владимир. Меѓутоа, во монтажа се решиле да ја тргнат сцената и баш ми е криво, затоа што филмот е навистина убав и дури таква малечка епизодна улога ќе ми беше убаво, ќе ми значеше многу да ја има и ми е жал. Меѓутоа, искуството на снимањето ми беше баш убаво, супер екипа беа тие. Потоа во Бистра вода играв во серијата на Јани Бојаджи, да. Таму ја играв секретарката. И народни приказни. Народните приказни, да, сега сакав да ги спомнам. Имам еден проект кој што веројатно после празниците треба да се реализира, исто така со помала улога, не сакам да зборам додека не се случи, Така е. исто да. Народните приказни, да. Кога станува збор за народните приказни, ми требаше многу време да прифатам дека тоа е во ред да се снима, затоа што додека бевме на факултет, тоа го смета како ниска класа, дека не треба вие да снимате приказни, дека тоа не е во ред. И Кој тоа ви викаше така? па професорите, има постојно верување дека ако играш во народни приказни, дека нема те земаат после за квалитетни филмови. И знаеш, во тој период јас бев на факултет веќе, една колешка ми се јави, вика Димитрина, да те замолам дали можеш да влезеш за мене во една народна приказна. Јас вика имам костимска проба, режисерот не може да ме ослободи да играм, дали може да веќе сум договорена со луѓето, не им откажувам. Ти си црна како мене, треба лошата да ја играш. Дали би се нафатила? Јас во тој период се нафатив, ми беше интересно, да. И после тоа имав проблем на факултет, имав, да речам, кавга со професорката, зашто Со не знам, Мими? да, затоа што не знам некоја сцена не сум сакала во решението на некоја сцена и така ми кажа тешки зборови зашто сум ја снимала народната приказна, јас
со плачење си одев до дома, зошто, како се решив да снимам, и другите колеги има снимано, меѓутоа ете така, мене ми падна паричката тој ден да бидам карана за народните приказни и кога дојде ред кога се вработив во тој период работев во Алфа телевизија и се вработив за народните приказни. Јас во тој период бев, нешто беше пред корона, бев вратена во Прилеп. Не беше многу активна. Да, не бев многу активна, работев друго, работев во кол центар и мене работата во телевизија ме израдува и со тоа што ќе можам да работам, да снимам приказни. Знаеш, кога ќе ме праша на почеток што работиш или те гледа во народна приказна, ме беше малку срам. Ама сега вака, мислам, скоро тоа си го прифатив дека тоа е прекрасна работа. Тоа е едно убаво искуство кое што те учи пред камера, да, знаеш каде е светло, каде е камера, знаеш широк, крупен план и тоа ми донесе мене други работи кои што подоцна во животот ми биле многу значајни, проекти кои што се случиле токму тие соработки во народните приказни, а и не сметам дека е срамно да се игра во народна приказна, затоа што има луѓе кои што тоа го гледаат, го сакаат, дел од луѓето ме препознаваат по народните приказни и ми викаат уживам секое утро со тебе. И јас тоа го сметам за убава работа, кога им носиш насмевки на луѓето дома, на луѓето пред екраните, не може да биде лоша работа. Хајде сега да те прашам, со кои актери и режисери преферираш да работиш? Мислам, дали имаш некои омилени режисери или колеги, или тоа не ти е важно? Сакам да работам со луѓе со кои што не сум работела. Сакам, знаеш, да со нови енергии да се студирам, да запознам нови принципи на работа. Не го спомнав исто во првите проекти пред факултетот, Мартин Кочовски. Не зеде во Тапани во ноќта и тоа беше култна представа. Сите ја памтат сцената со шишињата, пивски шишиња, летаа на сите страни. И тоа остана, ми се чини, како една од најбавите сцени во историјата на театарот тука. Ама во тој период некако имав и непријатни случаи. Сега јас бев малечка, не мала, ама тинејџерка. И знаат некои од постарите колеги да се со тоа мислење дека чекај ти, уште немаш искуство, слушај мене. Сум имала така две непријатни случаи во тој период. Мене, знаеш, ме затварали, ме повредиле леса, дали сум за тука, дали припаѓам тука, дали сум. Ајде открени повеќе со кого. Па види, јас со колегата кој што имав тогаш кавга, после години, сега ние сме ептен блиски и си живееме, јас му кажав и викам ова вака и вака, ти го памтам од тогаш. Тој не се сеќава затоа што него му била нормална работа како секој процес што може да се скараш, ама јас како тинејџер тогаш тоа сум го сватила, ептен ми така при срце. И тој ми вика извини, не памтам, јас сега го сакам човекот ептен. Меѓутоа во тој период ти викам ме премислувале тие работи дали сакам да се занимавам со театар. И што ми беше муабетот, како ја почнав оваа работа. И добив стипендија, јас ствари таа година драмски не примаше, јас кога завршив гимназија, таа година драмски не примаше класа, нели 3 години зема класа, една година паузира. Јас завршив гимназија и драмски немаше класа и бев на еден надпревар од во моментот не знаев од кој факултет се дојдени, само знам дека беше некој надпревар. И на тој надпревар некако со рецитирање или јавно, не беше рецитирање, меѓутоа беше нешто, некоја дебата, јавно говорење, зедов прво место. И потоа имаше, тогаш разбрав кога веќе се појавив на надпреварот, дека е факултет за туризам и менаџмент Скопје, овој во Лептокарија. И потоа на државно ниво во факултетот имаше надпревар и јас освоив прво место и добив стипендија 3 години да студирам туризам. И јас се запишав на туризам и дипломирав туризам. Значи ти и сега кажа туристички водич и актерка. Да. Јас го завршив туризам. И од после се запишав на ФДЛ. Значи на постари години. Да, затоа реков сум работела со помлади колеги, сум се осеќала така младо секојаш, затоа што во класата на ФДЛ јас бев постара и колегите ме зеца, ајде бабичке, ајде. Дадечка што ги караше сите. Да, и во една недела правев бруцошка вечер на ФДЛ и апсолвентска вечер на туризам.
Да, ама имав дипломски. среќа што моите родители ме поддржаа во тоа што го сакам. Знаеш, зборував со мајка ми, викам дали јас сакам да работам со вакви луѓе цел живот, дали треба да одам на драмски. Мајка ми вика немој да се откажуваш од својот сон, значи пробај. И пробав и во комисија ми беше Владо Светановски, тој земаше тогаш класа. Веќе ти беше познат. и ти Ми на беше мене. познат, исто така многу ме мотивираше во тој период кога додека траат приемните, колку траеше тоа 7 дена. Имавме некоја вежба и јас му поставив некоја прашање на професорот не знам точно што беше, ама нешто го прашав дали во име на лик да го правиме ова. И така ме погледна миличко и ми рече: Димитрина, ти си понапред." Знаеш колку елан ми даде тоа дека тука сум кај што треба да бидам. И ме болеше глава таа цела недела, стрес, дали ќе биде, дали нема да биде. И потоа кога се видов на списокот во примени, мислам дека таа година ми беше исто една од посрекните години. Да, Знаеш, многу е ти се тешко да реализира се сонот. влезе на ФДУ, знаејќи и нели се кружат муабети дека треба Да, врски, треба луѓе да имаш. во тој период јас не верував дека е така. Сега вака кога си го враќам филмот дека си Свати да, дека е да, дека да. Меѓутоа јас не брка врски, не се спремав сама и некако цел живот, дури и за вработувањата си верував дека ако имаш среќа, ако ти се поклопат коцките, ќе влезеш таму каде што треба без врски. Сега со вработувањава не сум сигурна дали е тоа баш така, се освестив еден период, викам чекај, среќата да треба, ама не е доволна изгледа. Меѓутоа приемните убаво помина. Не знам дали функционирало тогаш така кога се примавме ние, пошто ние навистина бевме една талентирана класа, можам да кажам сите колеги. Малку бевме мрзеливи како класа, морам да признам. Кога ми кажуваа претходно поголемиве дека работеле до сабајле или ќе дојдат сабајле рано да спремат некоја етида за некој испит. Со мојата класа некако така ни беше тешко да се собереме, повеќе се гледаше на забава, меѓутоа се страшно талентирани сите и баш си ги сакам. Имавме убави 4 години на ФДУ. Така, кажи ми сега нешто за припремањето на улогите. Значи, каква припрема вклучува работата на една улога? Мислам, што треба да направиш за да ја спремиш улогата како што ти можеш, нели, внатрешно емотивно да ја доживееш? Како се спремаш? Како се спремам? Дали имаш некој посебен, не знам, дали мантраш нешто, се фокусираш, дали не сакаш околу тебе луѓе? Предпоставувам дечиња, фамилија? Немам дечиња се уште. Здравје Боже, Сакала да се реализирам и во таа улога. Муабетот беше дали сакаш внуче, интима, да се тргнеш на страна, да отидеш на село негде или негде сама да бидеш за да ја спремиш улогата, си имаш ли некој посебен пристап? Мислам дека се водам повеќе интуитивно на се. И кога работам некоја улога, сум цело време во тоа некако. Се што се случува, јас си ги вртам репликите од улогата. Имам куче, кога го шетам него, знам да си збориш со кучето, те гледаат и да. И мене ми се дешава тоа, мене во автобус ми се дешаваше, многу си зборувам текстови. И во кола си зборувам, и викам да ме коме гледаат од страна во кола си правам лицева гимнастика, па ќе си правам текстови. Беше интересно, имаше еден монолог за солта, тој ми така доста интересен монолог и сум го кажувала на некои во театриве на аудициите. Седат маж сопругата сум јас, и пријателот вика, може ли солта да ми ја подадете? Мажот вика, Генја, дај ми ја солта. И од тука почнува мојот монолог. Солта ли? Мек, мал и опуштен како тесто. Тоа е вистината, не солта. И го руга цело време за колку е неспособен тој во сексуалниот живот. И уствари од солта, женава се ги стура сите проблеми на маса. И сега дома ручаме и маш ми солта. Солта ли? Му влезе тука. Доста време вика комшије, што ќе си рече. Онака буквално се солта, се спомна солта ли? Тоа ми е многу интересно. Уствари со секоја представа кога се работи, онака репликите ти се враќаат и во секојдневни ситуации и користиш репликите од сцените, од сега во последната представа лекција се одбраќаме со госпогица, со господине и знаеш,
И се во приватна комуникација ние со колегата, господине, госпогице, ги користиш театарот ти станува секојдневие на некој начин. И некако немам некој посебен принцип како се спремам, меѓутоа сум обседната со тоа цело време. Додека не се реализира и после паѓа каменот од Да, срце и многу ми е стресно цело време. После иде со леснотија се Да, тоа. цело Горе. време се прашувам, чекај, дали е ова тоа, чекај како ќе биде, чекај дали ќе успеам, дали имам доволно време, дали е ова така. И дури некогаш се прашувам зошто ја сакам оваа професија кога ми носи стрес цело време. Јас сум под стрес додека работам, под стрес додека е представата. Ако не помине онака како што сакаш, пак си нервозен, си под стрес. И уживаш во неколку моменти, да, уживаш додека си на сцена, уживаш во аплаузот, ама викам, колку повеќе стрес ми носи професијата и зошто, и немаш одговор зошто, ама едноставно го сакаш, да. А дали си приметила, мене ми си има десено, кога си на сцена и кога мислиш дека не си добар, завршува представата и сите доаѓаат, леле, Да. колку беше добро, леле. Да. И сега ти не си задоволен од себе, а публиката е презадоволна. И обратно, кога ти си задоволен, Да. публиката некако па друг ше реагира, си викаш, што е работава, дали е до мене, дали од четвртиот зид од таа страна, дали изгледаме поразлично од колку што си мислиме самите ние. Па веројатно ние многу мислиме. Да, И понапред сме. да, и сега тоа што ти мислиш дека е добро и дека е квалитетно, не мора да значи дека тоа е вистинското мерило, дека јас Друго е кога те гледа некој од страна, ја тоа го Па така мислам. да, ама и кога е нешто добро, знам дека е добро. Ама ете, може да се случи кога не мислиш дека е добро, уствари да го вадиш квалитетот од тебе, а да не си свесен. Кога е лошо, кога знаеш дека е ептен лошо, мислам дека тоа не лаже. Да, не може и на другата страна да биде убаво, може да те излаже дека било добро. Сега, мислам кога си убеден дека е лошо. А тоа што го велиш ти дека некогаш чувството е дека е поспласната представата поинаква, не мора да значи. Да, мислам дека се лажеме често себе си, дека не знам зошто, стварно немам објаснување. Ајде малку да позборуваме за предизвиците во актерската кариера. Тоа е многу поспецифично кај вас, жените актерки. Сакам да те прашам, дали по секоја цена треба да се прифати улога во име на славата? Од типот на кога би дошол некој режисер и да ти предложи Димитрина, ете сега ти во овој филм треба да водиш љубов со тој актер, имамте експлицитна сцена, треба да се соблечете голотија. Има некои актерки што ги познавам што одбиле доста такви улоги, а има некои актерки што ги гледам дека со задоволство си ги прифаќаат тие улоги. Кој е твоето мислење за ова? Мислам дека голотијата не треба да биде репер дали да се прифати улогата или не. Кога е голотијата оправдана и на место и е со причина, нема зошто да се двоумиш. Ја, например, сум била во представа. Сум го правила тоа. На филм не, меѓутоа сум имала представа која што била со голотија и сум го прифатила тоа затоа што сметам дека е оправдано и е на место тука. Меѓутоа не треба некој филмски проект да се прифати по секоја цена, затоа што не знам, некогаш сметаш дека тоа не е правото, некогаш не ти се допаѓа улогата, не е за тебе и треба да се бира. Да, треба да се бира. И зависи до хонорарот. Да. Види, ако се совлакам веќе дека платат, така? Пошто се кошта веќе. Дури ако знаеш дека е вистинското, дури без хонорар, ако го правиш квалитетно, го правиш и од љубов, и нека биде, ако не заработуваат никој, нека биде од љубов, без пари. Меѓутоа, ако носи пари, да имаме сите бенефит од тоа. Да. Од неодамна излезе едно видео каде што го рецитираш тешкото, кое што помина многу добро и јас те постирав. Навистина со некоја прекрасна енергија, посебна емоција ги рецитираш тие поезии, да ги наречам. Би сакал да ја замолам режијата да го пушти тоа видео, да го погледнат гледачите, а подосна ќе се навратиме и ќе позборуваме малку за љубовта кон рецитирањето.
Тешкото. Зурли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземенекот. Во градиве зошто жал лута ме стиска, во очиве зошто ми навира река. И зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прикријам лик, да гризам јас усни, стегам срце клето да не пушти вик. О, тешкото, старцика и да тебе. На чело им мисла, во очи им влага. И првиот чекор по меката трева е тежок и бавен, со здржана тага. Но рзнува тапан и пискот се крева, и молња блеснува во сечи глед. И напред се пушта, се стрелка се слева стегнатиот ред. По старците момци се фаќаат скокум. Не издржа срце сив сокол во клетка. Не издржа пламен жив потулен во око. Не издржа младост што сака да летне. Се залула танец, се затресе земја и чиниш се корне стресенио век. И околу трпнат ридиштата темни и враќаа тек. И чиниш се врасло кипнатово оро со исконска сила за земјава наша. И во него шуми на реките зборот, и во него рика див ветер и страшен, и во него зреат узреани житја и вечерен мирис се разлева тих. И земјата дише во пролетна ситост со запален здив. И душата чиниш народот мој мачен, во тешково оро се уткала сета. Век по век што трупал се попуст и мрачен, од крвава мисла, од робија клета. Век по век што нижел од корава мисла, за радост на челат за подобар свет, од песна за љубов што гине со пискот, ко жера во лет. О, тешкото! Кога во мрак те гледам, на очиве магла ми напаѓа сура. И одеднаш в бескрај се протега редот, и ридие се губат в пустелија штура и ете, кај иде од маглата матна, се сенка до сенка се еден до друг. Во бескрајно оро син оди по татка, по деда си внук. Времињата мачни се нивното поле, а нивната свирка на прангите звекот. Главите им се наведени доле и покрот се врват се чекор по чекор. О, времиња, што ве мрак родот мој минал, кој збор ке ми каже за вашата стрв? Кој збор ке ми каже за ужасот зинат над пустоши крв? Кој број ке ми каже на лутите рани, на пламнати ноќи, на пеплишта пусти? Кој на срце болки ке изреди збрани, на очи солзи и клетви на усти? О, тешкото синџир ти беше на робја, од калеши моми и невести ред, со врзани раце в плен што ги погнал насилникот клет. О, тешкото синџир ти беше на робја, се дури не стана народ во листена гора, се дури со јадот од векови собран не поведе бујно бунтовничко оро. Се залула танец низ крвие и оган, и повик се зачу и грмеш во чат. Те разне се сегде бунтовната нога по родниот кат. И денес, во слобода во нашите села, јас прв пат оро штом сретнам. Зар чудно е солза да потече врела? Зар чудно е болка јас в срце да сетам? Од вековно робство, мој народе, идеш, но носиш ти в срце дар златен и пој. Пченицата твоја тришплодна ќе биде и животот
твој. Ете така, ја видовте Димитрина како рецитира со толку голема страст, со толку убави, како да кажам, нотна изведба имаш. Кажи ми, од каде е ова рецитирање? Спомна дека мајка ти нешто што ти читала за порано. Дали тоа ти влегло во колективната меморија и дали од таму веќе почнува љубовта или премногу читаш поезија, премногу ја доживуваш на посебен начин за да можеш така да ја презентираш и да ја представиш кај публиката? Да ме прашаше порано пред месец-два, можеби несвесно ќе ти речев, сум ја сакала поезијата од мала, сум читала, сум одела на надпревари за рецитирање, на јавни говорења и така сум ја засакала поезијата. Меѓутоа, еден разговор сега пред месец-два, моите родители беа во Штип да ја гледат представата која што уште се игра лекција. Ве поканувам и вие и публиката да дојдете да ја гледате. И после представата седнавме со мајка ми, татко ми и колегите, разговараме. И татко ми секогаш ми раскажувал дека и тој бил статист во филмови, во Прилеп, потоа студирал во Штип и играл аматерски во театарот во Штип. И јас секогаш тоа сум го земала здраво за готово, како тоа му било хоби на некој начин, после му нуделе да со стипендија да оди да заврши тој факултет за драмски уметности, меѓутоа во тој период тој имал обезбедена работа во фабрика во Прилеп и за да не им отежнува на родителите, затоа што стипендијата не е доволна, ќе треба и да се издржува и да зема пари, решил тој да придонесе во фамилијата и се откажал од тоа и се вратил во Прилеп. И сега тоа го земав како, окей, добро, ама кога сватив дека јас се откажав, кога се запишав на факултет за туризам, од представата Тапани во ноќта се откажав, мислејќи дека нема да постигнам да играм и во представата, дека нема да можам да се посветам на факултетот, ми падна многу тешко. Тој период жалев зошто ја превзедов таа одлука, зошто заради кавги со други, заради некој друг се откажав сама од театарот. И после некако со сплет на околности им остана во друга представа колешка трудна, им требаше замена, ме викна и така повторно се вратив на театарот и на игрите и потоа се запишав на ФДУ. И кога си го вратив пред месец дена муавитот дека татко ми уствари таква жртва направил, се откажал за фамилијата, се откажал од својот сон. И сега некако после години јас играм во театарот во кој што тој играл, тогаш и сега станувам емотивна од ова што го кажувам, дека уствари нешто има некоја генетска нишка, дека некоја енергија универзумот, тоа што тој патот што тој не го изодил, го годам сега јас играм на таа сцена на која што тој се откажал. Мене совладуваат емоции, јас сум плачка, можам ке се расплачам, заплачи си. Меѓутоа, и така почнав да размислам овој период дека уствари песната која што од друга страна сум ја нашла во тефтерот на мајка ми, била заслужна да влезам на кастингот во театарот во Прилеп и дека јас уствари од двајцата влечам по нешто и си имаш огромно влијание од твоите родители. Да, на некој начин индиректно, можеби генетски, можеби затоа што татко ми не ми зборувал, јас бев глумец, па оди и ти, туку откако јас почнав, тој ми раскажуваше дека и тој имал некакво искуство, јас тоа не го гледав дека е такво, дека е нешто не знам, универзумско, нешто надприродно, дека некако се сублимира цела енергија да ме носи на патот кој што го дел тој. И јас кога сум ја слушала мајка ми како рецитира, каква љубов има за поезијата, јас гледајќи таа мајчинска топлина, ме пробудило мене нешто да го сакам јас тоа. И сега јас чувствувам огромна благодарност што со такви родители кои што
ми всадиле на некој начин во мене таква љубов, таква желба за едното и за другото, и сум благодарна што сум растена, што сум поддржувана од такви родители. И разговарав исто со еден колега кој што немал поддршка од своите родители во својот живот и се борел сам и ги надминал тие работи. Ја изгубивме свекрвата по овие патишта на онкологија наваму натаму. И се повеќе ја сваќам вредноста на родителите, колку сум среќна што ги имам нив, колку сум среќна и колку треба да бидам благодарна за се што направиле за мене, и можеби се најзаслужни што сум тука кај што сум. Да, одлично. Не те прашав дали имаш братче, сестричка или Имам си сам? сестра помала. Таа се бави со нешто? Со Таа е уметност или? жена на актер. Значи ти сега со Зетов се врзавте колеги. Да, Браво. сработуваме. Александар Михајловски. Хонда? Хонда, да. Хонда ми е зет за поздрав, ти го сестра. викнем и Хонда. А сестра ми е професор, наставник по физичко. Ама е обкружена со уметност и таа цело Значи, време. вие кои ќе се соберете вака на некои Да. божичи великдени, настанува хаос. Да. Добро, Димитрина, сега е време да малце би сакал, ако сакаш да ни изрецитираш нешто во живо, јас ја понесов мојата гитара, ќе свирам некој инструментал. Добро. Одбери ти по своја волја. Еве аз во чест на се што сум денес и што сум благодарна на мајка ми за тоа, ќе ја кажам егејска песна, која што е уште ја памтам наизуст од 5-то одделение, и баш ја и викав на мајка ми, ја чуваш ли таа црвена тетрадка, и ми ја сликна пред неколку дена, да се Сега ти потсетам на тие сликни, ова. зборчињата што ми останале. Еве, би ја кажала егејска песна која што можеби е вистинската, зашто јас како сум влегла тука. Доста емотивна е песна, убава за... Хајде. Ајде. Чувала мајка во скутот близнаци, волчиња лути, 2 сина, 2 джина доела, еден од друг не ги двоела, вегејска пена ги миела, лика им впазува криела. 2 цвета, на море, на пролет лиснати, 2 солзи радосни од око плиснати. Греело детство нивно, вгради спомени дивни, гнезда во јасики скриени, дрвени сабји и дори, качунки вросница миени в ширните егејски кории. Минело првото детство, детство ко секое село, скитало в градини цветни под туѓо јаболко зрело. А кога детството фрлило кончиња врбови гранки, младоста стиснала рало в грубите плускави дланки. И едно обично утро стасала војна на прагот, носејки болка и мака. Од тој ден селото мало не виде сончеви зракој. Покопа младоста младост, откопа кременки живи, скинати опинци стегна и појде в планини сиви. Еднаш дочека мајка вест црна некој прати. Никола јунак ти беше и веќе не ке се врати. Со сета јуначка чета загина негде кај драма. Не плачи, не жали мајко, едно ти остана чедо, не ке си сама. Проплака мајка во ноќта. Никола, Никулец в поле, зошто те израсна мајка, зошто те исчува голем? За кого до полноќ плетев убава промена? Кој ќе ми донесе невеста на старост од мена? Проплака синоќ мајката страдна. Утреден вест, нова болка врат се и падна. Грозданчо јунак ти беше, мина го покоси. Леринска црница топла со срце ороси.
зареди жалната мајка. Грозданчо, гроздова гранко, зошто те доела мајка залута ли пушка танка? За кого до полноќ плете фанела бела за взимо? Жална е мајката, синко, 2 рани на срцето има. Никола тешко ме разболе, болка ми процепе в гради. Но чедо, за тебе мајка ослепев солзи и вјадој. И со оваа болка, мајка ке изнајде снага, пушка да нарами тешка да појде по вашата трага. И како глас да се носел над море во темната вечер. Живи сме, а крвта наша во 1000 борци ке тече. Немам зборови, кога и мене солзи ми дојда. Чекај. Не сериозно, Димитрина. Да оставам само гитара да не тресни. Вау! Секоја чест. Секоја чест. Се надевам дека и гледачите уживаа во овој прекрасен рецитал. Да, и некако сега е повторно актуелна за сите мајки што губат синови во Многу војни Палестина некако. и да, и Газа, и Израел, и Русија, и Украина, и секаде. Какво е твоето мислење околу тоа, кога веќе Какво може да биде, кој сака војна? никој? Да. Меѓутоа светов е чуден и без војна некако не функционира, така ми стојат работи. Жално. Жално, да. Вау, чекај, може сега да се вратам. Добро, кажи ми, што мислиш околу ова вадење на класи секоја година, знаејќи дека има околу 500 невработени уметници, што глумци, што режисери, што монтажери, што сценаристи. Нели излегува и нови приватни академии, ЕСРА, ФДУ е тука, Тетово нешто, Охрид нешто исто имало, слушна. Значи, какво е твоето мислење околу тоа? Затоа што некако се трупаме, ти јас сум невработен 14 години, си чекам свое вработување, својата среќа, што викаш ти, да ти дојде, да се спојат звездите и коцките. А се трупаме актери, се ствара еден вишок, а нови вработувања нема, ќе отидат 2-3 у пензија, ќе ги заменат одма. Тука се ќе ги спомнем и партиските вработувања, каде што на список се чекаат нели луѓе за да влезат. Да. Што мислиш околу тоа? Ете, порано во Југославија, кога сме биле, мислам дека на секои 4 години излегувало по една класа. Да. Ти спомна нешто дека На ФДУ баш тебе ти имаше, се погодило, да. меѓутоа сега тоа постои Мислам уште? дека уште е така. Нема професор за една класа, таа година паузира, па на некој начин ете, ама Но тоа сепак колку ќе три други заштеди класи 10, да. доаѓаат, а тоа се еве да речеме 10 нови актери, Да, така. 10 нови актери Што кои ќе прават тие во животот, ете? ќе се занимаваат со независен театар и како што реков ќе бидат се сами на себе и ќе водат една тешка борба. Види тоа, реков, убавина е да бираш кај ќе работиш, со кој проект ќе го работиш следно, меѓутоа мора да има некаква контрола, мора да има веќе ако продуцираш толку, отвори места за толку. Прави кастинзи, отворени кастинзи, да имаш шанса да играш во театрите. Например, кога некој ќе стане директор на некој театар, го чувствува како свој. И форсираат одредени актери, тоа исто некако тоа би е да, чудно. ама и ти вика, многу сме зафатени, имавме супер представи, сум имала зад себе многу убави представи кои што ми се значајни, кои што не стигнав, знаеш, се замуабетувам од една тема во друга, па не си ги спомнав најзначајните проекти која ме праша. Дениција ми беше убава представа која што згасна. Се играше во копродукција на Охридски и Драмски. Нешто поврзано со Петрем Андреевски? Да, всушност беше баш на песните на Петрем Андреевски, кога е Љубев Дениција. Можам да кажам дека ја направив драматизацијата на песните и бевме јас и Рубен Смуратовски, дуодрама. Почна како бевме четворица, што ќе правиме, како ќе правиме, не ни беше
јасна сликата што како и на крај се одлучивме за дуодрама и остана прекрасна представа, некој 50 на минути траеше, баш таква љубовна, убава, баш на поезијата не може да биде лошо. Згасна така, се сменил директор, неа подзел представата, пропаднала потоа, шапка, чоколадо, анус и уште нешто, кое што работевме со Ана Батева. Тоа е соработка која што ми излезе од народните приказни, ке се вратам. Значи, ние бевме на млада екипа во народни приказни вработени, кои што многу Бобан, Григор, Надица, потоа ни се приклучија и други. И сега ние работевме така енергично, убаво посветено и викаме дај да правиме заедно представа, ајде тие го имаат Надица и Бобан театар од Златен елец, па да ја поканиме Ана Батева, од таа живее во Бугарија, да, и ја поканивме, и така, ја тоа го сметам, дека е од народните приказни произлезена, затоа што ако не сум отидела таму, ако не сум го работела тоа, немало да ми дојде таа представа. Тоа беше еден преубав текст, абсурд, кој што во тој момент го аплицираме во театар комедија. Тогашниот директор ти вика, па не знаеме дали ќе биде добра комедија, не знам што. Веќе кога се направи представата, кога можеш имаш со видео да им прикажеш каква е представата, се многу зафатени за да ти дадат термин да ја играш во театар комедија. Знаеш, кога ја играш на алтернативен простор, окей, има Public Room, има МКЦ кои што се отворени за соработки на независни групи. Меѓутоа, кога ставаш ти представа на репертоар во МНТ, во драмски, во комедија, публиката сама си купува. Ти не можеш да се ангажираш толку за маркетинг, пошто и тоа е многу тешко да собереш публика. А кога публиката гледа дека е во театар комедија, пример, знае дека е комедија, сака денес тоа да гледа, се олабави, и си купува самата публика билети, не мораш толку многу да го одиш и тој пат тежок за маркетинг. И сега бараш простор и ти викаат имаме многу представи, имаме читачки проби, не одвојуваат ни 3 сати за да гостуваш кај нив. Тоа е, го спомнав како пример театар, меѓутоа тоа е скоро во секој театар тој проблем да организираш, е многу тешко да ти дадат простор да играш. И некако тоа ти ја спомна продуцирањето на кадрите, меѓутоа и потоа отвореноста на сите институции, на директорите, на режисерите. Мислам дека и младиве актери многу брзо губат надеж. Значи, они доаѓаат со една цел, нели, да станат актери, стануваат, дипломираат, полетни се, со енергија, со ентузијазам, завршуваат, доаѓаат, нели, на отворена сцена, што се вика, сега веќе сум со дипломата во джеб, и каде понатаму. Еднаш го одбиваат, 2 пати го одбиваат, почнуваш да се сомневаш во себе. Викаш, дали сум доволно добар? Па тоа ми се случило. Тоа ми се случи, сум се откажала. Така и сум се откажала. Тоа првото откажување беше... А всушност партиски вработувања. За жал. Мене многу пат, нема да кажам кој, ме прашале. Ти имаш некој демек? Не, онака сум дојден. Знаеш, буквално секојаш сум идел со чиста енергија и не сум идел прљав позади мене да барам нешто обона. Па што си дошол, ме вика? Дошол да си ја пробам среќата, сакам да работам во театар. Ајде. Знаеш, и те користат како, знаеш, и психички ќе ту тепат. И после тоа ти паѓаш во некоја депресија, зошто мене ова ми се случува, зошто мора да биде све партиски, зошто не гледаат квалитет, гледаат квантитет. И мислам дека и состојбата на нашиве културни институции, не само за театарот, општо зборам за се, е таму каде што е токму поради оваа причина. Мислам дека треба подхитно да престане ова што се случува. Тоа не е само така во театар, тоа е во здравство. Тоа е, примаш хирург на работа, не гледаш дали хирургот завршил медицина, туку гледаш дали е ВМРО или СТС. Значи, и после ке те лекува или, не знам, ке ти суди или секаде. Значи, меѓутоа, знаеш, тоа е таква е реалноста, да, меѓутоа не сакам да кукам и да се жалам, туку, еве да речеме да тргнеме промената од нас, ние да ги правиме тие чекори кои што се правилни и некако со надеж дека постепено сите ќе ги прават правилните чекори, дека ќе се среди тоа на некој начин. Да, меѓутоа многу луѓе и заменуваат, се разочаруваат и си вика па се добро, овде имаше таква една наша колешка што отиде во негде во Јужна Америка да живее. Да, на Еквадор, мислам Стефанија на Еквадор, така? Да. Има, да. Си рекла, види, јас сум била на граница, додека студирав туризам, работев 2 лета во Турција како туристички водеч.
А потоа додека студирав драмски, 2 лета па работев work and travel во Америка. И во Америка бев така на работ. Дали да се вратам, дали да не се вратам. И во тој момент, знаеш како размислав, ја веќе бев постара во мојата класа. Ако не се вратев од Америка, сега толку сум сакала да го запишам тој факултет, за една година требаше да го оставам да не го завршам и викам, знаеш, не сум се борела за да стигнам до тука, сега да останам во Америка и да ми остане факултетот. Ајде викам некојаш кога ќе се вратам од Америка, може ќе го завршам. Ама викам, како ќе завршам, како ќе дипломирам, треба да правам монодрама. Викам, не, нема шанси, монодрама да треба да правам. Не, и се вратив од Америка, за да не правам монодрама. И после ми се случи монодрама од непланирано. Ја работев дениција, као ајде, требаше, ми понудија да се запишам на ЕСРА на магистерски. И се запишав на магистерски на ЕСРА. И завршив, да, магистрирав со монодрамата, да, и сега сакав да магистар по што? По актерска игра. А има и такво нешто, значи и актер и магистар по актерска игра. Да. После може и доктор по актерска. Па сигурно, да. Само титули да редим, да. Да, тоа сосем непланирано ми се случи, ама ти викам, мојаведот беше дека патот кој што треба да го изадиш, работите што треба да се случат, вака или онака ќе ти се случат. Јас не сум останала во странство за да не правам монодрама и за да дојдам тука, ама вака или така монодрамата ме нашла мене и ми се случила. Иако сум мислела дека е претенциозно млад да правиш монодрама, меѓутоа тоа ми беше едно многу убаво искуство, многу ме направи не знам, по цврста, да верувам во себе дека можам да направам се што ќе замислам. Се полниш со самодоверба и стануваш многу посилен. Кога сме веќе кај монодрамата, ако не се лажам, имаш и награда добијаме за тоа. Да, со монодрамата имав награда на Нета, на Ристо Шишков. Тоа е во Струмица? Во Струмица, да, и на актерот на Европа во Преспа. Со утопија на? Со женска утопија, да. Тоа беше исто, да правев драматизација на текстовите на Јордан Плевнеш. Почна од идејата, Јордан Плевнеш ми рече, ајде направи монодрама направи. Така лаба, направи монодрама, нека биде на моите дела женска. Тоа е најлесна работа на светот. Да, нека биде женска утопија. Што да биде женска утопија? Неговите дела се навистина тешки. Многу е голем залак да земеш да ги драматизираш и да ги правиш. И што направив? Јас од сите негови драми ги извадив женските реплики, си ги испечатив само женските реплики и после се обидував да направам целина, која реплика со која ми одговара и направив сосем 5 други женски лика. И викам, сега треба да го пратам, дали ќе ми го одобри ова. И го пратив на мејл и чекав само да ми рече дека сум направила парта од неговите текстови. Со страв и тој ми врати еден убав мејл дека е воодушевен, дека е трогнато тоа што сум го направила и ми даде амин и зелено светло и така полека се раѓаше женска утопија, која што така ти кажав дека е еден процес на кој што сум горда. Штом си добила награда, значи. Да, после зедов сега кога сме ки наградиве да се пофалам уште малку. Да, малце ведро да свртиме на убави теми. Со Грета и таа е една убава представа која што работевме во режија на Тамара Стојановска. На фестивалот на дуодрама работевме, добив награда за најдобра женска улога. Добро, Димитрина, за крај нешто ќе им порачаш на младите дечки? Стигнавме до крајот ли? Мислам, ако знаеш што се збориме. Се мислам што не сум спомнала, што е Спомни битно. си, ајде, слободно. Не знам, не ми текна. Сега ми текна една мисла и ми летна. Не знам што сакав да кажам. Што да им порачам на младите. Да, гледајќи те тебе вака, Бога ми има доста онака што да научат и да се инспирираат од твојот животен пат. Да сонуваат, да речам, да не се откажуваат од сонот. Јас сум се откажала неколку пати и сум се вратила пак, ми се случило некако некои случки да ме вратат повторно на патот на кој што сум била и викаат дека ако можеш нешто да замислиш, можеш и да го оствариш. И само ми текна што сакав да кажам. Да Грета. Со Грета ми беше сакав да една интересна случка, така ми се врати во умов. Имавме гостување во Битола и тоа е представа за театар. Режисер и актер поставуваат Фауст и 8 различни сцени. Како режисер мачител работи, како режисер тезгар работи, како почетничка работи, како дива работи.
И некаде на 7-та сцена, колегата Ане, клекнате, завршуваме некако сцената и ми вика грчимам. А некако се обраќаме во таа представа на своите имиња, Димитрина и Ане, пошто се баше за театар и за актери, за режисери. И вика грчимам, а јас тука играм драматургот, режисерот. Викам, ајде, каков грч, ајде, масажа. Го удирам по рамото, нешто гледам фаца прави. Се повлекувам, заврши сцената, тој уште седи тука, не може да стане. И ми се врте, вика, не можам да станам. И одам, гледам, нема рамо. Како нема? Ми вика грч, викам рамото е нешто. Му Не се можам да изместило? станам, му падна цело рамо на сред представа. Што да правиме? Тој е убеден дека има грч некој. Не знае што му се случува. Публиката вака гледа, а фотографот уште фотографира, пошто мисли дека е тоа режирано, се смеја до тогаш, пошто е комедија. И во еден момент никој не знае што се случува. Ги гледам режисерката и продуцентот вака позади сцена не знае што се случува. Викам, излезете, ова не е планирано. Излегува Боби, вика на публиката, ова навистина не е режирано, да не има доктор тука. Не има доктор, ајде брза помош на сцена. Да, Вау. публиката, да, после многу ни пишува на социјални мрежи како е колегата, дали е добар. А за кој станува збор? Ане Блажевски. Ане Блажевски. Да. Некој млад актер? Да. Не знам колку има, пред колку има дипломирано, не знам, може. Добар е 3 сега. години. Супер е, да, и тоа сега ни е многу смешно, мислам уште вечерта ни беше многу смешно, ама него го однеса на ортопедија. Директорот излезе во пресвет, не дружеше, други луѓе останаа од публика, пријатели, па ни помогна да ја собереме сценографијата. Сите беа ептен пријателски расположени, Значи се да. случуваат вакви непријатни работи. Да. Тебе нешто ти се И- случило? Не. Мене Не си една без рамо. смешна случка, не дај Боже да ми се случи такво, не сум имала скршеница повреда таква во животов, не дај Боже ни на сцена. Една интересна случка, можеби во првите представи кога бев средно во Антица, да. Се криевме за еден капак и требаше да лупиме мандарина и на одреден момент излегуваме и јадеме од мандарините и после пееме. А со едната рака го држиме тој капак, бевме 3 колешки и колега скриени за тоа на сама сцена. И тече представата, ние скриени за тоа, сме се разлупиле во мандарините, не сме виделе што се случува, го пуштивме капакот и падна, не отвори сите четворица, ние јадеме мандарина. И после веќе многу не фати смеја, требаше да пееме, пола пеење, пола смеење. Така симпатични, многу такви симпатични случаи кога ги раскажуваш не се така смешни, а кога ти се кога ги случуваат, доживуваш. тоа е да, и само со колегите се разбираш. Што да очекуваме од Димитрина во иднина? Некои проекти, кажа имаш некој, не ќеш да го откриеш тој. Па, Добро, не не мора. дека тоа е некое снимање на една помала улога која што треба да се случи некаде Претпоставувам во игран јануари. филм негде? Во серија што се најавува, да. Добро. Ситно нешто, меѓутоа се надевам убаво искуство ќе биде. Представа, проект. Представа, Рецитал. за сега немам, сакам многу да одморам, оваа година многу работев. Имам можеби 6 премиери оваа година, неколку детски представи, Ружа со 2 мириса неодамна, лекција се случи. Баш кај што ги имам текстовите во фајлови тука на уште 2 други кои што не биле премиери оваа година. И некако ми треба малку да се одморам, ги чекам празнициве за тоа да лежам и ништо да не правам дома. Макар што знам дека кога немаш работа, кога не се работи, почнуваат веќе депресивните мисли и сакам кога работам. Благодарна сум дури за овој напорен период кога ми се плачела од работа. Дури тоа е подобро отколку да немаш ништо, така да очекувам дека поплодна од оваа година ќе биде. Ако оваа до сега беше најплодна, дека следната ќе биде така. Да, мора се да одмориш. Да одморам, ама и да е плодно, да е убаво, Ќе биде. да е работно. Дами и господа, тоа беше новогодишното издание на Ретка заедно со најпрекрасна актерка Димитрина Мицковска, која што навистина тука и не разнежни со незиниот рецитал. Ќе ви посакам во 2024 година да бидеме попозитивни, посрекни, поздрави, ќе се видиме нормално со нови сили. Нека ви е срекна новата година. Димитрина, можеш ти да им честиташ таму камерата. Срекна нова година, да се сакате, да си уживате со фамилијата, со пријателите, да не земате здраво за готово ништо, да си бидете со блиските колку што може повеќе и подолго и да сонувате.
Се гледаме. Срекна нова. Ha ha ha! Merry Christmas!